Почитувани граѓани, колеги советници, врз основа на член 39 став 2 од Законот за локална самоуправа, член 19 став 2 од Статутот на општина Валандово и член 60 став 2 од Деловникот на Советот на општина Валандово, ја отварам 41-та редовна седница на Советот на општина Валандово. На оваа седница вкупно се присутни 14 советници, со што Советот може полноправно да одлучува. За дневен ред на 41-та редовна седница ги предлагам следниве точки. Точка број 1, предлог буџет на општина Валандово за 2025 година. Точка број 2, предлог одлука за извршување на буџетот на општина Валандово за 2025 година. Точка број 3, предлог буџетски календар за 2025 година. Точка број 4, предлог одлука за утврдување на вредноста на водот за пресметување на платите на државните службеници за 2025 година. Точка број 5, предлог план за измена на годишниот план за вработување на општина Валандово за 2025 година. Точка број 6, финансиски план на јавната општинска установа Детска градинка Калинка Валандово за 2025 година. Точка број 7, предлог програма за локален економски развој на општина Валандово за 2025 година. Точка број 8, предлог програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Валандово за 2025 година. Точка број 9, предлог програма за урбанистичко планирање на општина Валандово за 2025 година. Точка број 10, предлог програма за поставување на урбана опрема во општина Валандово за 2025 година. Точка број 11, предлог програма за изградба, реконструкција и одржување на локалните водоводни и фекални канализации во општина Валандово за 2025 година. Точка број 12, предлог програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во општина Валандово во 2025 година. Точка број 13, предлог програма за одржување на јавната чистота во општина Валандово за 2025 година. Точка број 14, предлог програма за контрола на популацијата на бездомни куќиња на подрачјето на општина Валандово за 2025 година. Точка број 15, предлог програма за активности на општина Валандово во областа на културата во 2025 година. Точка број 16, предлог програма за активности на општина Валандово во областа на социјалната заштита и заштитата на децата во 2025 година. Точка број 17, предлог програма за млади на општина Валандово за 2025 година. Точка број 18, предлог програма за спортот на општина Валандово за 2025 година. Точка број 19, предлог програма за одбележување на значајни дати, настани и личности од поблиското и подалечното минато на македонскиот народ и општината во 2025 година. Точка број 20, предлог програма за изградба и одржување на јавното осветлување на подрачјето на општина Валандово за 2025 година. Точка број 21, предлог програма за активностите на општина Валандово во областа на еднаквите можности на жените и мажите за 2025 година. Точка број 22, предлог програма за работа на ТПП Валандово за 2025 година. Точка број 23, предлог програма за работа и развој на јавното претпријатие Комунален сервис Валандово за 2025 година. Точка број 24, предлог програма за работа на Советот на општина Валандово за 2025 година. Точка број 25, предлог одлука за давање согласност за склучување на договор за партнерство за спроведување на заеднички проект. Точка број 26, предлог одлука за давање согласност за склучување на меморандум за соработка на реализација на проектна иницијатива. И точка 27, предлог одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти на подрачјето на општина Валандово. Отварам расправа по предложениот дневен ред. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, истиот го ставам на усвојување. Ќе молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема, воздржани нема. Констатирам дека со 14 гласови за е усвоен предложениот дневен ред. Пред да продолжиме со работа по усвоениот дневен ред, отварам расправа по однос записниците од 39-та и 40-та редовна седница на Советот на општина Валандово. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, истите ги ставам на усвојување. Ќе молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема, воздржани нема.
Констатирам дека со 14 гласови за, нема против, нема воздржани, се освоени записниците од 39-та и 40-та редовна седница на Советот на општина Валандово. Продолжуваме со работа по усвоениот дневен ред, точка број 1. Предлог буџет на општина Валандово за 2025 година. Најпрво ќе дадам збор на раководителот од сектор, но градоначалник се извинува. На градоначалникот да даде образложение по однос на буџет. Моли градоначалник. Благодарам. Председавач, почитувани граѓани, почитувани советници, на денешната седница на дневен ред е буџетот на општина Валандово за 2025 година. Си да ги имате материјалите, имавме на претходната седница и нацрт буџет. До овој момент до нас немаше некој барање за амандманска интервенција во однос на предложениот буџет на општина Валандово за 2025 година. Го дискутиравме буџетот на претходната седмица, ќе се обидам во кратки црти истиот да го образложим како предлог буџет за наредната 2025 година. Буџетот на општина Валандово за 2025 година е изработен согласно насоките доставени од Министерството за финансии за подготовка на буџетите на единиците на локална самоуправа. За 2025 е проектиран со купен износ од 356.461.000 денари, и тоа основен буџет во износ од 145.941.000 денари, буџетот на самофинансирачките активности во износ од 11.572.000 денари, во буџетот на дотации 197.598.000 денари, во буџетот на донации износот е 1.350.000 денари. Во согласно со законските прописи и надлежности на општината, расходите за 2025 година се планирани по корисници, програми и подпрограми и се содржани во посебниот дел на буџетот за 2025. Буџетот на општина Валандово ја има својата основна граѓанска компонента. За истиот општината ги консултираше граѓаните преку дигиталните алатки кои што стојат на располагање на општината, исто така и преку сугестиите и комуникацијата со нашите локални местни заедници. Истиот е инклузивен, развоен, социјален и во себе ги содржи најголемите потреби кои што ги имаат граѓаните и кои што ја подобруваат базичните услови за живот на граѓаните. Во 2025 година имаме и локални избори, согласно законите, истите трошоци паѓаат на товар на единиците на локална самоуправа и истите тие трошоци се калкулирани во буџетот за 2025 година. Калкулирани се голем дел на капитални инвестиции за инфраструктура во градот Валандово и во сите населени места. Калкулирани се сите трансфери, било да се тоа социјални, било да се граѓански, до институциите и до граѓаните. Продолжува мерката за бесплатни детски градинки, која што беше изгласана од вас советниците на претходните седници на Советот и во 2025 година, која што директно ќе биде финансирана од буџетот на општина Валандово, трансферирана до детската градинка, односно јавната установа детска градинка Валандово. Во буџетот за наредната година имаме драстично зголемување на
расходите по основ на младинска активност и граѓански здруженија, така да трансферите таму ќе бидат исто така зголемени. Стоиме на располагање, јас како предлагач и општинската администрација да одговориме на секое прашање, можеме да дискутираме и за секој еден проект, но во наредните точки кои што ги опфаќаат локалните програми за наредната година, во детали се разработени сите проекти и сите активности кои што локалната самоуправа ќе ги преземе во 2025 година. Буџетот на општина Валандово е во добра кондиција, е стабилен, ги калкулира сите барања и законски измени кои што се донесени од страна на собранието и на повисоките инстанци. Исто така во буџетот ги имаме калкулирано и издатоците кои што ги имаме по основ на сервисирање на долгот на јавното комунално предпријатие за електрична енергија и сите договори за кои што општина Валандово склучи договор за финансирање со надлежните министерства се однесуваат на повикот кои што го има владата за дотации и грантови до локалните самоуправи. Така да, толку за сега најкратко што може. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Отварам расправа, да некој бара збор. Колегата Тоше, повели колега. Добар ден, почитувани граѓани, колеги советници. Слушав излагањето на градоначалникот однос буџетот за 2025 година. Беше нагласено дека советничката група, нашата советничка група од ВМРО ДПМН, нема поднесено амандмани по однос на буџетот. Во изминатите години и кога се поднесуваа амандмани, пракса било од истите да бидат одбивани. Па токму ради тоа сакавме да оставиме градоначалникот да има повеќе простор околу организирањето на буџетот, да не биде само тоа како листа на барања и да мислиме само како ќе се трошат средствата на граѓаните. Јас во неговото излагање многу и не слушнав како ќе се подобри приходната страна на буџетот. Слушнавме само како ќе се одвиваат расходите. Гледајќи го буџетот, 197 милиони се во буџетот на дотации и истите ќе бидат искористени за образовните институции, за трите училишта, за културниот дом 25 мај, за градинката, за територијалната противпожарна единица, за плати и за нивно тековно функционирање. Значи, многу малку останува, да не речам, многу помалку од 50% од буџетот, каде што во основниот буџет влегуваат и платите на вработените во општината, исплатата на советници и малку останува за реализација. Еве, по однос на приходите, ме интересира дали персоналниот данок на лицата жители на општина Валандово, кои што работат во соседните општини, еве како Струмица, Дојран, Гевгелија, а ги има многу од општина Валандово, бидејќи во Валандово повеќе од вработените се во јавна администрација, приватниот сектор доминира многу малку. Дали персоналниот данок од вработените жители на општина Валандово се исплаќа во буџетот на општина Валандово? И доколку тоа не е така, зошто не се реагира?
дали исплатата на тие средства оди каде што се регистрирани фирмите во другите општини. Значи тоа е многу битен дел, по моја груба проценка, сигурно е 10 до 12 милиони денари годишно. Се не ме фаќате здраво за збор. Очекувам да е толку. И во однос на тоа очекувам и приближно точен број од финансии да ми кажат колку вработени од општина Валандово има во соседните општини. Ви благодарам. Благодарам, колега. Реплика има градоначалникот, повелим. Благодарам. Председавач. Да започнеме со репликата бидејќи ве слушав внимателно и се запишував се. Прво рековте дека немате поднесено амандмани, бидејќи не биле прифаќани претходните години. Ако може да ми кажете кои амандмани ги поднесовте претходните години, за да ви одговориме дали се прифатени или не. Значи, прво прашање, што поднесовте еве минатата година како амандман? Ако не се сеќавате вие, ние се сеќаваме, па ќе ви кажеме што поднесовте и исто така ќе ви кажеме дека сето тоа е вкалкулирано во буџетот. Но, добро е да ги прочитате амандманите кои што ги поднесовте минатата година. Да ве слушнеме сите. Или не знаете што поднесовте. Сега, понатаму дискутиравте за приходната страна на буџетот. Како што вие сте го гледале буџетот и треба да знаете дека нашата општина, освен тоа што има 88% реализација на буџетот, а буџетот е план на приходите и на расходите за наредната година, изминатиот период од неколку години проведе репроцена на имотот на општина Валандово, на сите даночни обврзници, по основ на данокот на имот и апсолутно можеме да се пофалиме дека имаме наплата по тој основ на приходната страна на буџетот повеќе крат. Дискутиравте како ќе ја зголемиме ние приходната страна и доколку го гледате буџетот така како што треба да го гледате и доколку го споредите со претходните години, апсолутно ниту еден збор немаше да кажете по однос на ова. Дискутиравте за персоналниот данок, во кој што општината нема надлежност. Податоците колку луѓе земаат плата, обратете се до Државниот завод за статистика и некој ги даде тие податоци, но според мене е апсолутно жално да не само што не поднесувате амандмани, туку и дискусијата за буџетот на општина Валандово ја продолжувате како и претходните години. Ќе ги гласате сега понатаму програмите на локалните институции, ќе гласате против буџетот на општина Валандово, потоа за програмите и слично. Практично истото тоа го правевте и на претходната седмица, кога дискутиравте против мерката за бесплатни детски градинки, а на крајот гласавте за. Тоа е еден класичен дисконтинуитет и дисхармонија во однос на она што го зборувате, што го правите, што мислите. Значи, ајде да бидеме конкретни. Да ве вратам на поведниот дел од вашето обраќање. Што изминатиот период, што беше ваш амандман, јавно поднесен, не е вклучен во буџетот на општина Валандово. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Контрреплика има колегата Тоше, повели. Значи, нема да наименувам кои амандмани биле поднесени, бидејќи барањата на граѓаните не завршуваат. Значи, стално има потреби од подобрување на животот на граѓаните.
И ние ако излеземе со листа на барања, како што вие милувате да кажете, со листа на желби, тоа ќе нема крај, а ги има многу, што да се кажат, има многу уште што да се изгради во општината. Во однос на персоналниот данок, нагласите дека треба да се обратам во Државниот завод за статистика. Па вие ги водите финансиите на општината. Јас сметам дека вие сте надлежни за да ми одговорите на тоа прашање. Благодарам. Благодарам, колега. Збор бара градоначалникот, повели градоначалник. Благодарам, председателе. Почитуван советник, вие не знаете што поднесовте миналата година. Ако знаете што поднесовте, кажете тука јавно. Така да, хајде да бидеме сериозни и на висина на задачата на функциите кои што ги имаме. Ако сакате да дискутирате за буџетот на општина Валандова, точно треба да дискутирате за буџетот на општина Валандова. Ако сакате да дискутирате за персоналниот данок и за ваши инсинуации поврзани со тоа и клучна дискусија да ви биде таа, на вистина, јас тука не можам никако на друг начин да ви помогнам. Но, кога дискутираме за приходната и за расходната страна на буџетот на општина Валандово, интересот треба да ни биде ист, без разлика дали станува збор за една или друга советничка група. Така да, еве уште еднаш јавно ве прашувам, што од претходниот период не е вклучено и што сугерирате сега да се вклучи. А за тоа, како реализираме проекти и каков однос негуваме со нашите граѓани, мислам да треба да заборавите дека нашиот однос на транспарентноста по сите релевантни мерења во општина Валандова изминатите 4 години е убедливо на првото место. Комуникацијата со граѓаните и дефинирањето на потребите на граѓаните не го правиме ние, туку го прават самите граѓани и на секој можен начин општина Валандова се обидува и преку сопствени средства, а исто така и преку секоја можност која што ни стои на располагање од повисоките нивоа на власт или од одредени меѓународни финансиски институции кои што нудат и даваат грантови да ја искористиме. Ќе ве прашам уште еднаш. Кои беа вашите лански амандмани? Благодарам. Благодарам, градоначалник. Дали има некој друг за збор или за реплика? Доколку нема никој друг за збор, првата точка од дневниот ред, предлог буџетот на општина Валандова за 2025 година, го ставам на гласање. Ќе ја молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Кој е против? Благодарам. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 9 гласови за, 5 против, нема воздржани и усвоен предлог буџетот на општина Валандова за 2025 година. Преминувам на следната втора точка. Предлог одлука за извршување на буџетот на општина Валандова за 2025 година. Дали некој бара збор? Градоначалникот, повели. Благодарам. Председателе, по однос на истата оваа точка, ќе даде образложение и раководителката на поделението за финансии, но јас морам да го искористам моето право да изразам жалење што советничката група на ВМРО ДПМН гласаше против буџетот на општина Валандова за наредната година и бидејќи избегна почитуваниот советник и да биде конкретен, сакам да ги информирам граѓаните
против што конкретно, што беше наведено и искомуницирано и претходно и со советниците и со граѓаните, гласаше против советничката група. Гласаше против санацијата на киносалата во Валандово. Гласаше против изградба на нова детска градинка во населеното место Пирава. Гласаше против пречисителната станица во општина Валандово и за изградбата на дел од колекторскиот систем за градот Валандово. Гласаше против водоводниот систем во населеното место Калково. Гласаше против подобрување на енергетската ефикасност на Домот на култура 25 мај и затоплување на истата фестивалска сала. Гласаше против изградба на локалниот пат Јосифово Калково. Гласаше против изградба на капела на градски гробишта во Валандово. Гласаше против техничката документација за изградба на канализациониот систем во населеното место Чалакли. Гласаше против поставување на e-полноќ како урбана опрема за електрични автомобили. Гласаше за нова линија од пунктна станица Чалакли-Татарли. Советничката група гласаше против поставувањето и замена на мерни инструменти за далечинско отчитување, комплексна инсталација и конфигурација на опрема за отчитување на водоводните системи во општина Валандово и гласаше за изградба кај пекара Валандово и поврзување со регионалниот пат. Исто така, овие проекти кои што ги прочитав во најголема мера се обезбедени како донации во буџетот на општина Валандово. Гласаше и против проектите кои што треба да се реализираат со средства исклучиво од буџетот на општина Валандово, што е наша поврска. Гласаше против уредувањето на централното градско подрачје. Гласаше против реконструкцијата на Маршал Тито во Валандово и замена на водоводната линија. Гласаше против уредување на делот по Првомајска во Валандово и регулација на атмосферските води кај здравствен дом Валандово, на влезот во Валандово. Гласаше за изградба против, тоест се гласаше против изградба на локални улици во населените места Калково, Казандол, Грчиште и Марвенци. За голем дел од овие активности и проекти веќе се завршени или течат јавните набавки. Гласеше против уредување на инфраструктурата во индустриските зони, гласаше против изградба на детски паркови во населените места Башибос, Чалакли, Раброво. Гласаше против поставување на автобуски постојки во останатите населени места. Гласаше против парк Шумата во наредните фази кои што следат. Гласаше против реконструкцијата на улица Поројска во село Удово. Инаку вашиот амандман од советникот кој што е одсутен се однесуваше токму и на улицата кој што тој ја нарече Топли Леј во Удово, каде што денес започнуваат градежните активности. Уште тогаш беше вклучена во буџетот. И да не продолжам понатаму против што се не гласавте. Така да Советот на општина Валандово и локалната самоуправа на општина Валандово е многу повеќе и многу позначајна од тесниот партиски интерес и од нашата матична партија. За некој општина Валандово е живот. Благодарам, градоначалник. Дали има некој друг за збор? Образложение? Ова или Марија? Благодарам, председателе.
Почитувани советници, почитувани граѓани, добар ден. Ќе дадам кратко образложение по одлуката за извршување на буџетот за општина Валандово и последните точки од дневниот ред, 3 и 4, буџетскиот календар и одлуката за утврдување на вредноста на бодот за присметување на плата на државните службеници. Одлуката за извршување на буџет на општина Валандово и другите два документи се составен дел на буџетот на општина Валандово. Оваа одлука е направена согласно сите законски одредби што го регулираат Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа, Законот за административни службеници, правилниците за сметководствено работење на буџетските корисници и одредби од колективните договори што општината ги има подпишано и се однесуваат на реализација и на расходната и на приходната страна во буџетот за 2025 година. Буџетскиот календар за 2025 година се определуваат роковите, активностите и одговорноста во донесувањето на буџет 2025 година, која што завршува нормално сега на седница на совет, кога општината го донесува буџетот на општина Валандово за наредната година, тоа е за 2025 година. И одлуката за утврдување на вредноста на бодот за присметување на платите на државните службеници е даден од 81,6, што нема промени од централната власт, што нема промени во сите овие години, така да важи и за 2025 година. Доколку има промени во наредниот период, ќе се носи нова одлука. Благодарам. Благодарам, Марија. Дали има некој друг со збор? Доколку нема, втората точка е ставам на гласање, да гласаме кој е за. Благодарам. Дали има против? Нема, воздржани нема. Констатирам дека со 13 гласови за е усвоена предлог одлуката за извршување на буџетот на општина Валандово за 2025 година. Преминуваме на следната, трета точка, предлог буџетски календар за 2025 година. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, третата точка е ставам на гласање, да гласаме кој е за. Благодарам, дали има против? Нема, воздржани? Нема. Констатирам дека едногласно со 13 гласови за е усвоен предлог буџетскиот календар за 2025 година. Преминуваме на следната, четврта точка, предлог одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на државните службеници за 2025 година. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог одлуката е ставам на гласање, да гласаме кој е за. Благодарам, дали има против? Нема, воздржани нема. Констатирам дека со 13 гласови за, нема против, нема воздржани, е усвоена предлог одлуката. Преминуваме на следната, пета точка. Предлог план за измена на годишниот план за вработување на општина Валандово за 2025 година. Отварам расправа, дали некој бара збор? Видејќи никој не побара збор, точката е ставам на гласање, да гласаме кој е за. Благодарам, дали има против? Нема, воздржани? Нема. Констатирам дека со 13 гласови за, нема против, нема воздржани, е усвоен предлог планот за измена на годишниот план за вработување на општина Валандово за 2025 година. Преминуваме на следната, шеста точка. Финансиски план на јавната општинска установа Детска градинка Калинка на Валандово за 2025 година. Овде е присутна директорката на институцијата, доколку има образложение, повели директорке. Добар ден на сите. Детската градинка Калинка располага со две сметки. Првата е собствената сметка со приходите кои ги остваруваме врз основ на приходи од деца и приходи од народна кујна со вкупен износ од 7.578.000 денари, кои се распоредени на неколку основни ставки со поклон од конта. Основните ставки се комунални услуги, каде што има распоредено 7.457.000, сите инвентарални и други материјали, каде што спаѓаат прехранените производи, средства за одржување, хигиена и други материјали во вкупен износ од 4.270.000, поправки текот на одржување 210.000, договорни услуги 573.000, други тековни разходи 210.000 денари и приверени вработување
85.000 денари. Додека пак другата сметка ние доплатите во вкупен износ од 33.221.000 денари, од кои значи тука се планирани платите, надоместно за годишен одмор, трансфери за пензионирање и други трансфери, освен овие трансфери кои се предвидени и има други основни комунални трошици, материјални трошици исто распоредени под конта. Благодарам директорке. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи некој не бара збор, точка да ја ставам на гласање, да гласаме кој е за. Благодарам, дали има против? Благодарам, воздржани нема. Констатирам дека со 9 гласови за, 4 против, нема воздржани, е усвоен финансискиот план на јавната општинска установа Детска градинка Калинка Валандов за 2025 година. Преминуваме на следната точка. Директорке, благодарам за присуството. Предлог програма за локален економски развој на општина Валандов за 2025 година. Збор благодарам на началникот за образложение. Повели? Да, ако може 5 минути пауза. Пауза? Добро. Поред, ќе направиме кратка пауза, па продолжиме. Чудовани граѓани, продолжуваме по кратката пауза. Седма точка од дневниот ред, предлог програма за локален економски развој на општина Валандов за 2025 година. Збор ќе дадам на градоначалникот за образложение. Повели. Благодарам, председателя. Програмата за локален економски развој го следи предлог буџетот на општина Валандов за 2025 година. За жал, можам да констатирам дека советничката група на ВМРО и ДПМН гласаше против програмата за локален економски развој на општина Валандов за 2025, но може би сега на оваа точка да гласаат за, од проста причина што беа и против буџетот на општина Валандов за 2025, а гласаа за извршување на буџетот на општина Валандов за кој што беа против. И вакви работи се необјасниви, мислам дека историски во било кој совет во државата. За да не се повторувам со проектите кои што беа изречито изгласани од нивна страна против, на оваа точка сакам да дадам кратко образложение за она што ги тангира граѓаните како градежна активност, која што се уште не е започната или во секој момент треба да започне. Најпрво ќе започнеме со информацијата дека општина Валандов склучи, односно наредните денови ќе склучи договор за асфалтирање на локални улици и патишта. Во истата јавна набавка, односно во истиот договор ќе бидат вклучени сите забелешки кои што дојдоа и од основните училишта, и од граѓаните, а и од советниците за забавувачи на сообраќајот, и очекуваме многу брзо да се започне со тие активности, а исто така и со асфалтирање на улицата кај фудбалското игралиште на фудбалскиот клуб Победа и каде што голем дел од младите во Валандов имаат спортски активности и тренинзи. Ќе се продолжи со комплетно завршување на асфалтирањето во населените места Калково и Дедели. Значи тоа ќе биде најверојатно по завршувањето на празниците, ќе се започне со тие активности и истиот тој период треба да се реализира и
договорот, односно да започнат градежните активности во населеното место Казандол за асфалтирање. Општина Валандово објави јавни набавки за асфалтирање на улици во населеното место Марвинци. Веќе повеќе кратно имаме неуспешни јавни набавки за асфалтирањето на улицата, дел од улицата Моша Маршал Тито се извинувам, бидејќи вредноста која што ја добиваме по јавната набавка е поголема од предвидената вредност која што ја имаме проектирано. Таа улица е најавена веќе над, и сите знаеме во каква состојба се наоѓа. Постапката е започната пред година дена, но за жал се уште не е завршена јавната набавка и се надеваме дека и таа улица ќе биде брзо санирана. Денес започнуваат градежните активности на улицата во населеното место Удово, која што исто така беше барање на граѓаните. Се надеваме дека започнувањето на изградбата на детската градинка во населеното место Пирава од страна на проектната единица и Министерството, надлежното Министерство за труд и социјална политика ќе биде објавено брзо. Програмата за локален економски развој ги вклучува и понатамошните напредувања во поглед на урбанистичкото планирање во градот Валандово и во останатите населени места, каде што општина Валандово изминатиот период има завршено навистина голем дел од урбанистичкото планирање, со што се гарантира иден развој на нашата локална заедница. Ќе се започне со, бидејќи веќе се завршена едната јавна набавка за изградба на капела на градските гробишта во Валандово, продолжува изградбата на дел од колекторскиот систем, уредувањето на дел од булевар Првомајска, исто така во постапка се јавната набавка, со што треба да биде решен уште еден проблем кој што се однесува и на отпадните води, кој што представува голем проблем на тој дел од влезот на Валандово. Општината изминатиот период ќе започна и постапките за комплетно уредување на централното градско подрачје. Многу брзо ќе следи исклучување на договорот за уредување на просторот и реставрација на споменикото централното градско подрачје. Така да програмата за локален економски развој е многу поголема од тоа што можеме ние денес да дискутираме и вклучува сите населени места и базичната инфраструктура и навистина можеме да бидеме горди, бидејќи во најголема мера средствата кои што ги користиме за основна, односно базична инфраструктура во Валандово произлегуваат од нашиот општински буџет и тоа е само уште една гаранција и потврда на тоа дека работиме максимално домаќински и трошењата ги правиме и ги насочуваме, односно средствата ги враќаме назад кон граѓаните. Ние сме свесни дека потребите на граѓаните се големи, но секојдневно работиме на секој можен начин за обезбедување на средства плюс, за да успееме да го развиваме нашата локална заедница. Доколку има прашања по однос на оваа програма, која што е практично и составна програма на
предлог буџетот за 2025 година стоиме на располагање, но навистина сега ќе биде интересно да видиме како ќе гласаат советниците, бидејќи веќе еднаш гласа против зборувам за советниците од ВМРО. Благодарам, градоначалник. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, седмата точка ставам на гласање, да гласаме кој е за. Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 13 гласови за, нема против, нема воздржани, е усвоена предлог програмата за локален економски развој на општина Валандово за 2025 година. Преминуваме на следната 8 точка. Предлог програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Валандово за 2025 година. Збор ќе дадам на Ѓоко Аврамски да даде образложение. Повели Ѓоко. Добар ден на сите. Значи, со оваа програма се потврдува уредувањето на градежното земјиште во подрачјето на општина Валандово за 2025 година. Оваа програма ги содржи следните елементи. Простор кој е предмет на уредување е просторот кој е уреден со било каков урбанистички план или акт кој го заменува истиот. Обем на работите за подготвување и учествување на градежното земјиште. Туку станува збор за степен на уредување на градежно земјиште, дали од висок, низок или средна степен на уредување. Обем и степен на опремување на градежното земјиште, планирани избори за финансирање на оваа програма, висина на надоместокот на уредување на градежното земјиште, начин и распределба на средствата финансирани за изградба и одржување на инфраструктурата, објекти на инфраструктурата од јавен интерес за Република Македонија и оцена на нивното влијание врз животната средина и како и преди завршен одбор. Во оваа програма би сака само да го извадам ова висината за надоместокот за утврдување на градежно земјиште, кое надоместокот на уредувано земјиште е давачка која во директна зависност од зоната во која се наоѓа градежната парцела, намената на објектот, но посебниот дел од објектот, дали е стамбен, делбен, индустријски, и нето површината на објектот од кој што ќе се гради. Градежното земјиште на подрачјето на општина Валандово се определува во 6 зони. Тоа е зона во градот Валандово која е поделена на 3 зони: централното градско подрачје, надвор од централното градско подрачје и населбата Странец во Валандово. Во 4-та зона спаѓаат Пирава, Јосифово, Удово, Брајковци, Балинци, Марвинци и Раброво. Овие села, освен Удово, сите имаат урбанистички планови. Село Чалаки, Горна Мала и Калаково, исто и овие села имаат урбанистички планови. Останатите села во општината, локации надвор од населените места, индустријската зона во Раброво и индустријската зона во Јосифово. Исто така би сакал да издвојам дека со оваа програма се утврдува и цената за надоместок за поставување на фотоволтаични панели на кровни површини, која се одредува согласно просечната плата во државата, која се множи со одреден коефициент, се добива сумата, таа е фиксна, ова година ќе изнесува 81 денар за прика 5. Исто така, различно од претходната програма е тоа што за лински инфраструктурни градби на доместот на утврдување на градското земјиште ќе се пресметува по 300 денари од метар и додадено е за еден столб електричен било каков за било каква линска инфраструктура 3000 денари. Тоа е глобала за оваа програма. Благодарам. Благодарам, Ѓоко. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог програмата е става на гласање, да гласаме кој е за. Благодарам, дали има против, нема воздржани. Нема. Констатирам дека со 13 гласови за, нема против, нема воздржани, е усвоена предлог програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Валандово за 2025 година. Преминуваме на следната 9-та точка. Предлог програма за урбанистичко планирање на општина Валандово за 2025 година. Повторно збор ќе дадам на Ѓоко. Повели Ѓоко. Значи, со оваа програма се обезбедува изработување, донесување и спроведување на сите урбанистички планови со цел да се обезбеди уредувањето и хуманизацијата на просторот и заштита и напредувањето на животната средина. Во зависност од просторот кој е предмет на планирањето, општината
ги донесува следните планови: генерален урбанистички план кој е веќе донесен, детален урбанистички план, два моментално се донесени, два се изработуваат, урбанистички план за село и урбанистички план за населено место. Со оваа програма се ставени сите урбани единици во генералниот урбанистички план за разработка, станува збор за деталните урбанистички планови, од урбана единица 1 до урбана единица 7. Исто така, општина согласно Законот за урбанистичко планирање, преку Комисијата за урбанизам, која е формирана од градоначалникот, ќе ги разгледа сите иницијативи кои се поднесени од физички или правни лица и ќе ги достави до Советот на одобрување. Тоа е. Постапките кои за донесување на урбанистичко проектни документации кои се отпочнати во претходните годишни програми за урбанистичко планирање ќе продолжат согласно одредбите од годишните програми за урбанистичко планирање со кои тие се започнати. Благодарам. Благодарам, Ѓоко. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог програмата ја ставам на гласање, да гласаме кој е за. Благодарам, дали има против? Нема, воздржани нема. Констатирам дека со 13 гласови за, нема против, нема воздржани и усвоена предлог програмата за урбанистичко планирање на општина Валандово за 2025 година. Преминуваме на следната 10-та точка. Предлог програма за поставување на урбана опрема во општина Валандово за 2025 година. Повторно збор ќе дадам на Ѓоко да даде образложение, повелим. Со оваа програма се утврдува видот, големината и локациите на кои може да се постави урбана опрема во општина Валандово. Со оваа програма се предвидува и начинот на одобрение и потребната документација за добивање на одобрение за поставување на урбана опрема. За одобрение на поставување за урбана опрема, барателот кон барањето треба да приложи доказ за собственост или договор за закуп заверен на нотар за објектот пред кој треба да се постави урбана опрема. Урбана опрема се поставува по издавање на одобрението за поставување на урбана опрема, согласно Законот за градење. Исто така, со оваа програма се извинувам. За урбаната опрема на поставените на кој барател треба да ја приложи, треба да достави и проект кој е составен на фаза архитектура, фаза статика и фаза електрика. Благодарам. Благодарам. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог програмата ја ставам на гласање, да гласаме кој е за. Благодарам, дали има против, нема, воздржани. Нема. Констатирам дека со 13 гласови за, нема против, нема воздржани, е освоена предлог програмата за поставување на урбана опрема во општина Валандово за 2025 година. Преминуваме на следната 11-та точка. Предлог програма за изградба, реконструкција и одржување на локалните водоводи и фекални канализации во општина Валандово во 2025 година. Повторно образложение ќе даде градоначалникот или пак? Ѓоко, повели Ѓоко. Со оваа програма се опфатени активностите на општина Валандово во 2025 година. Планот за изградба и одржување на реконструкција на системите за водоснабдување на населените места и изградба на фекални канализации. Во делот за канализации, општина Валандово заедно со Министерството за животна средина во висина од 27 милион денари обезбедени од владата на Република Северна Македонија се реализира проектот за делот колектор за град Валандово, кој е составен дел и на прочитаната станица на град Валандово. Исто така обезбедени се средства во износ од 3,5 милиона денари за изработка на техничка документација за изградба на канализационен систем во населено место Чалакли. Во преку буџетот на општина Валандово се обезбедени 1,73 денари за реализиране на градежни работи за канализиране на атмосферски води и фекални отпадни води на територијата на општина Валандово. Доколку се обезбедат средства, ќе се започне со изградба на пречистителна станица за отпадни води, која општина Валандово претходно има изработена комплетна техничка документација со сите фази и сите потребни ревизии и елаборати, која вкупно проектирана вредност на овој проект изнесува 237 милиона 132 илјади денари. Во делот со водовод,
Со одлука на распределба на средства донесена од владата на Република Македонија се обезбедени 593.000 евра во денеска противвредност за изградба на водоводен систем во село Калково, фаза 3, изгработка на каптажа, доводен црвковод, както и дел од секундарната мрежа која ќе биде низ населеното место Калково. Се изработува и техничка документација за потоцен цевковод од пумпна станица Чала Хидатарли до град Валандово, таа е главната линија. Исто така ќе се гради нова водоводна линија од пумпна станица Чала Хидатарли до село Чала. За намалување на загубите со вода, доколку се обелат финансиски средства, ќе се направи замена инсталација на мерните инструменти за далечинско отчитување со комплетна инсталација и конфигурација за опрема за отчитување со општина Валандово. Купната вредност на овој проект е 47 милиони денари. Благодарам. Благодарам, Ѓуко. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог програмата е ставам на гласање. Да гласаме кој е за. Благодарам, дали има против, нема воздржани. Нема, констатирам дека со 13 гласови за, нема против, нема воздржани, е усвоена предлог програмата за изградба, реконструкција и одржување на локалните водоводи и фекални канализации во општина Валандово во 2025 година. Преминуваме на следната 12-та точка. Предлог програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во општина Валандово во 2025 година. Збор ќе му дадам повторно Ѓоко да даде образложение, повелим. Со оваа програма се утврдува обемот на работата, средствата за изградба и одржување на заштита на локалните улици и патишта во општина Валандово за 2025 година и нивниот распоред и начинот на користење. Во оваа програма по вредност од 720.000 евра од Министерството за транспорт и врски се врши изградба на улица Моше Пијата во село Јосифово, како и бетонирање на канал за прифаќање на атмосферските води од истата улица, како изградба на ново проектирана Еден во град Валандово, тоа е улицата од населбата Мечкиндап до новите градски гробишта, како и поврзување на крак со регионалниот пат. Исто така, со обезбедување од 10 милиони денари од Министерството за транспорт и врски ќе се изгради ново планирана улица во комплексот во индустријскиот комплекс во Јосифово. 2.850.000 денари се обезбедени од Агенција за државни патишта и 7.600.000 денари се обезбедени од средствата на буџетот на општина Валандово, кои тие средства ќе бидат за изградба на населените места, за изградба на улици во населените места во општината и улици во градот Валандово. 600.000 денари се предвидени за одржување на улиците и патиштата од средствата на буџетот на општина Валандово и 400.000 денари се предвидени за надзор на градот. Благодарам. Благодарам, Ѓоко. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог програмата е ставам на гласање. Да гласаме кој е за. Благодарам, дали има против, нема воздржани. Нема, констатирам дека со 13 гласови за, нема против, нема воздржани, е усвоена предлог програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишти и улици во општина Валандово во 2025 година. Преминуваме на следната 13-та точка. Предлог програма за одржување на јавната чистота во општина Валандово за 2025 година. Образложение повторно ќе имаме од Ѓоко, поведим. Значи, со оваа програма е за одржување на јавната чистота на подрачјето на општина Валандово за 2025 година, кој исто така го дефинира обемот, динамиката и начинот на вршење потребните активности и нивното финансирање. Во оваа програма спаѓаат видот, обемот, динамиката и начин извршување на работите, поставувањето на садови за отпад и обзидување на јавни санитарни јазви, чистењето на дивите депонии, начинот на финансирање. Извршителите на оваа програма се ЈП Комунален сервис Валандово, кој исто така изготвува годишна програма за работа која се содржат вкупните површини, бројот и категоријата на улиците поименично, бројот на извршители, ангажирана механизација и динамика и степенот услугата, како и финансиските показатели. Надзор на оваа програма е одделението за урбанизам и комунални работи и заштита на животната средина од општина Валандово. Благодарам. Благодарам, Ѓоко. Отварам расправа, дали некој бара збор?
Бидејќи некој не побара збор, предлог програмата ја ставам на гласање, да гласаме кој е за. Благодарам, дали има против, нема воздржани. Нема, констатирам дека со 13 гласови за, нема против, нема воздржани, е усвоена предлог програмата за одржување на јавната чистота во општина Валандово за 2025 година. Преминуваме на следната 14-та точка, предлог програма за контрола на популацијата на бездомни куќиња на подрачјето на општина Валандово за 2025 година. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог програмата ја ставам на гласање, да гласаме кој е за. Благодарам, дали има против? Нема воздржани, нема, констатирам дека со 13 гласови за, нема против, нема воздржани, е усвоена предлог програмата. Преминуваме на следната 15-та точка, предлог програма за активности на општина Валандово во областа на културата во 2025 година. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог програмата ја ставам на гласање, да гласаме кој е за. Благодарам, дали има против? Нема. Воздржани? Нема, констатирам дека со 13 гласови за, нема против, нема воздржани, е усвоена предлог програмата. Преминуваме на следната точка, предлог програма за активности на општина Валандово во областа на социјалната заштита и заштитата на децата во 2025 година. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог програмата ја ставам на гласање, да гласаме кој е за. Благодарам, дали има против? Нема, воздржани нема. Констатирам дека со 13 гласови за, нема против, нема воздржани, е усвоена предлог програмата. Преминуваме на следната 17-та точка. Предлог програма за млади на општина Валандово за 2025 година. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог програмата ја ставам на гласање, да гласаме кој е за. Благодарам, дали има против, нема, воздржани. Нема, констатирам дека со 13 гласови за, нема против, нема воздржани, е усвоена предлог програмата. Преминуваме на следната 18-та точка, предлог програма за спорт на општина Валандово за 2025 година. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог програмата ја ставам на гласање, да гласаме кој е за. Благодарам, дали има против? Нема, воздржани нема, констатирам дека со 13 гласови за, нема против, нема воздржани, е усвоена предлог програмата. Преминуваме на следната точка, предлог програма за одбележување на значени дати, настани и личности од поблиското и подалечното минато на македонскиот народ и општината во 2025 година. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог програмата ја ставам на гласање, да гласаме кој е за. Благодарам, дали има против, нема, воздржани нема. Констатирам дека со 13 гласови за, нема против, нема воздржани, е усвоена предлог програмата. Преминуваме на следната 20-та точка, предлог програма за изградба и одржување на јавното осветлување на подрачјето на општина Валандово за 2025 година. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог програмата ја ставам на гласање, да гласаме кој е за. Благодарам, кој е против? Благодарам, воздржани? Нема. Констатирам дека со 10 гласови за, 3 против, нема воздржани, е усвоена предлог програмата. Преминуваме на следната 21 точка, предлог програма за активностите на општина Валандово во областа на еднаквите можности на жените и мажите за 2025 година. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог програмата ја ставам на гласање, да гласаме кој е за. Благодарам, дали има против? Нема, воздржани? Нема, констатирам дека со 13 гласови за, нема против, нема воздржани, е усвоена предлог програмата. Преминуваме на следната 22 точка. Предлог програма за работа на територијалната противпожарна единица Валандово за 2025 година. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог програмата ја ставам на гласање, да гласаме кој е за. Благодарам, кој е против, нема воздржани,
Нема. Констатирам дека со 13 гласови за, нема против, нема воздржани е усвоена предлог програмата. Преминуваме на следната 23 точка. Предлог програма за работа и развој на јавното предпријатие Комунален сервис Валандово за 2025 година. Збор ќе дадам на градоначалникот за образложение. Благодарам. Според оправдани причини и поврски, директорът беше тука, но мораше да замине на одредени неодлъжни активности и од програмата на јавното комунално предпријатие Комунален сервис Валандово ја имате пред вас, ја имате во материјалите. Тоа е стандардна програма која што секоја година се надоградува и навистина можеме да бидеме благодарни на нашето јавно комунално предпријатие Комунален сервис Валандово, бидејќи ако пред извесен период располагаше со комуналните дејности од јавен интерес само во градот Валандово и во некое населено место. Во моментот, по седмицата одржана и во месец ноември, јавното комунално предпријатие од следната година треба да започне да стопанисува со јавните комунални дејности во останатите населени места. Претходниот период знаеме дека во најголема мера сите населени места преминаа под јавното комунално предпријатие и тоа значи зголемен обем на нивните активности. Изминатиот период беше период и на значајни економски кризи и пред се и на енергетски кризи. Многумина се обидуваа од јавното комунално предпријатие да направат политичка тема, наместо да направат цилен локален субјект и предпријатие, кое што е најбитно и најнеопходно за граѓаните, бидејќи во суштина покрај сите други дејности ја обезбедува и најзначајната дејност, а тоа е водоснабдувањето и снабдувањето на граѓаните со чиста, здрава и безбедна вода за пиење. Но еве, на нивна жалост, а на среќа на сите граѓани на општина Валандово, јавното комунално предпријатие, не само нели со помош наша и преку советот и се, мислам дека ќе стане за пример и ќе биде едно од најдобрите комунални предпријатија на ниво на цела држава, бидејќи во моментот сме прва општина која што покажа одговорност кон стопанисувањето со комуналните дејности во целост. Така да програмата ги следи тие активности. Директорот не е тука, но доколку има одредени прашања, стојам на располагање. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог програмата ставам на гласање, да гласаме кој е за. Благодарам, кој е против. Благодарам, воздржани. Благодарам, констатирам дека со 8 гласови за, нема против, 4 воздржани е освоена предлог програма. Преминуваме на следната 24 точка. Предлог програма за работа на Советот на општина Валандово за 2025 година. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог програмата ја ставам на гласање, да гласаме кој е за. Благодарам, дали има против, нема, воздржани. Нема, констатирам дека со 13 гласови за, нема против, нема воздржани е усвоена предлог програмата. Преминуваме на следната 25 точка. Предлог одлука за давање согласност за склучување на договор за партнерство за спроведување на заеднички проект. Збор побара градоначалникот, поведи градоначалник. Благодарам, председатели. Ова одлука се однесува на давање согласност со страна на Советот на општина Валандово за склучување на договор за партнерство за спроведување на заеднички проект. Договорот за партнерство се однесува со Сдруженијето Институт за развој на заедницата ИРЗТТО, а истиот има за цел да ги дефинира меѓусебните односи, права и обврски во спроведувањето на проектот
за јакнување, вклучување на лицата со попреченост, регионална соработка и развој во Западен Балкан. Вие како советници го имате и договорот за партнерство во материјалите и многу е значајно што овој договор ќе ги опфати цела наша локална заедница, но во најголема мера е насочен за лицата со попреченост и за поголема инклузија во нашата локална заедница. Ќе се имплементира повеќе години, заеднички со донаторот ќе ги дефинираме попрецизно и активностите. Во истиот договор се и условите од аспект на финанси, бидејќи тоа е во директна поддршка на лицата со попреченост. Купната вредност на проектот, што ќе се наменат за директна поддршка на лицата со попреченост за општина Валандово, изнесува 103.400 евра, од кои што 66.400 евра се од партнерот во проектот, а 37.000 евра се од општина Валандово. Понатаму во договорот е и временската рамка дефинирана, а тоа е дека во првата година во 2025 општина Валандово ќе учествува со 7.000 евра, во 2026 со 15.000 евра и во 2027 исто со 15.000 евра. Значи, многу значаен проект и можност овие средства да ги насочиме директно кон лицата со попреченост во нашата општина. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Дали некој друг бар збор? Колешката, повели. Добар ден, председателе, добар ден, градоначалници, советници. Сакам да прашам дали во овој проект на лицата со попреченост, дали ќе може да им се направи возможив за да може да влегуваат во банки, во сите институции, кај што треба и они да се завршат некоја работа. Благодарам. Да. Благодарам. Пристапни сме за... Благодарам, колешке. Одговор ќе добијате од градоначалникот, повели. Благодарам, председателя. Благодарам на прашањето. Значи, давањето на оваа согласност од Советот е првата активност, потоа следи подпишувањето на договорот, а во базите, односно во член 3, стои дека заеднички ние ќе одлучиме каде се најголемите потреби на територијата на нашата општина, каде што ќе бидат наменети средствата, но уште во првиот проект на директна поддршка има два локални инклузивни проекти за подобрување на пристапноста, развој на социјални услуги или опрема со цел да се подобри интеграцијата на најмалку 150 лица со попреченост. Така да апсолутно дека проектот го опфаќа тоа. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој друг не се јави за збор, предлог одлуката е ставам на гласање, да гласаме кој е за. Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 13 гласови за, нема против, нема воздржани, е усвоена предлог одлуката за давање согласност за склучување на договор за партнерство за спроведување на заеднички проект. Преминуваме на следната точка. Предлог одлука за давање согласност за склучување на меморандум за соработка на реализација на проектна иницијатива. Збор ќе му дадам повторно на градоначалникот да даде образложение, повели. Благодарам, председател. Ова е исто така согласност за склучување на меморандумот за соработка за реализација на проектната иницијатива. Уште еден проект кој што е обезбеден и за кој што носители ќе бидат мрежата за рурален развој со партнерот ЛАК Боемија и голем дел на
субјекти, меѓу кои што и општина Валандово, Здруженијето Екоправда Валандово, Домот на култура 25 мај и така натаму. Ви ги имате во прилог сите стопански субјекти кои што се вклучени во овој проект. Главна цел на оваа соработка и на овој меморандум ќе биде отварањето на иновативен општински хаб, каде што граѓанските организации, мали бизнеси, активисти, општинскиот младински совет, фриленсери, млади експерти и други ќе имаат можност да соработуваат, иновираат и да го потигнат напредокот во локалната заедница. Тука преку овој меморандум ќе ги дефинираме обврските и правата и обврските кои што ќе ги има општина Валандово, тие ќе бидат насочени пред се кон подмирување на трошоците за електрична енергија. Главната цел и простор на проектот ќе биде во новоизградената или реконструирана киносала во Валандово, значи на вториот спрат ќе биде комплетно опремен целиот тој простор, кој што ќе може да го користат сите субјекти, сите граѓани на општина Валандово, значи да имаат простор каде што може да го користат, да работат, да ги изведуваат своите активности. Наредниот период, нели, кога ќе го подпишеме меморандумот, дополнително ги дадеме и сите информации, ќе се однесува и на сите граѓански здруженија кои што имаат потреба од простор. Практично донаторот во голема мера, речиси 100%, ќе го опреми целиот тој простор со соодветна потребна инфраструктура, зборуваме за канцелариска инфраструктура, која што треба да биде софистицирана, модерна и да им помогне на младите граѓани во Валандово, кои што немаат исто така своји собствени услови, каде што може да ги реализираат своите професионални активности, да ги реализираат и ги опфати сите наши здруженија, нас како локална самоуправа, општинските институции. И исто така тоа може да биде простор кој што ќе го користи и Советот на општина Валандово, така да многу значаен проект и иновативен проект кој што треба да се реализира во Валандово. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог одлуката ја ставам на гласање, да гласаме кој е за. Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 13 гласови за, нема против, нема воздржани, е усвоена предлог одлуката за давање согласие за склучување на меморандум за соработка на реализација на проектна иницијатива. Преминуваме на последната 27 точка. Предлог одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти на подрачјето на општина Валандово. Значи со оваа одлука се продолжува работното време на 4-ти, 1-ви, 5-ти, 1-ви и 6-ти, 1-ви за плюс уште 2 часа. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог одлуката ја ставам на гласање, да гласаме кој е за. Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 13 гласови за, нема против, нема воздржани, е усвоена предлог одлуката. Со ова целосно е исцрпен донесениот и усвоен дневен ред. Овде, почитувани граѓани, ја затварам 41-та редовна седница на Советот на општина Валандово, бидејќи ова е последна седница во оваа година. Би сакал од моје име и од името на сите советници на граѓаните на општина Валандово да им посакам среќна нова 2025 година. Ви посакувам многу здравје, среќа, успех и мир во секој дом. И исто така на граѓаните кои што ги слават божикните празници, да им ги честитаме среќен Божник и среќни празници. Ви благодарам.